Почитувани, вчера јавноста беше сведок на очајната состојба во која се наоѓа македонското здравство. Дојде време директорот на јавната здравствена установа Општа болница Струмица, Наќе Гогов, вчера да бара донации за болницата да набави болнички возила. Поради малиот број и дотраеноста на постоечките со кои не може да се излезе во пресред на здравствената криза во Струмица. Веројатно, поради притисоците, директорот Гогов потоа го повлече овој апел, но за жал остана чувството и реалноста дека Струмица нема доволно возила во моментот да одговори на потребите на граѓаните во услови на епидемија од коронавирусот. За информација на јавноста, како пратеници од Струмичкиот регион, поднесовме амандман на ребалансот на буџетот, кој е во постапка за прераспределба на 3,5 милиони денари за набавка на 3 амбулантни возила за болницата во Струмица. Но за жал, пред неколку дена власта овој амандман го одби со образложение дека не е потребна таква набавка. Очигледно е дека власта или не ја знае состојбата во Струмичката болница или не сака да ги помогне капацитетите, само затоа што предлог амандманот на буџетот доаѓа од пратениците на ВМРО ДПМН. Од тука сметам дека крајно лицемерен е одговорот на пратеникот Костадин Костадинов, кој исто така доаѓа од Струмица и кој најави дека интервентно ќе се обезбедувало возило за Струмичката болница, кога истиот и власта од неговата партија можеа тоа да го направат со поддржување на амандманите на опозицијата, а доколку успеа да обезбедат и уште едно возило, дотолку подобро и за болницата и за граѓаните на Струмица. Патем Костадинов најавува: замислите, итна набавка на болничкото возило дури после 2 месеци, а на болницата и требаат токму сега, во услови на илјадници заболени дневно од коронавирусот. Почитувани, Зоран Заев во Струмица е власт 18 години, што како пратеник, што како градоначалник, што како премиер, и тоа што болницата нема возила во услови на пандемија е негов личен неуспех и пораз. И пандемијата од коронавирусот и проблемот со болничките возила во Струмичката болница не се од вчера. И затоа требаше уште пред неколку месеци да се решаваат ваквите состојби. На крајот, бидејќи Костадинов и Заев сакаа да пресметуваат колку болнички возила може да се набавуваат од продажби на други работи, еве да ги прашам, колку болнички возила чини возниот парк на Заеви? Колку болнички возила можеа да се набават само од Бентлито или од Мајбахот на Заеви? Колку возила може да се набават ако се продаде барем возниот парк од 4 цикли и луксузни мотори кои ги посетува свитата на Заеви? Замислете, 3,5 милиони денари за набавка на 3 возила за болницата е далеку помала сума од едно од овие возила на Заеви. Оваа сума веројатно ја трошат во едно полугодие само на сервисирање или гориво во својот возен парк. Што е поважно, луксузот на Заеви или здравието и животите на граѓаните во Струмица и Македонија? Хипокризијата на власта на Заев излезе на виделина. Очекувам власта да се свести час поскоро и да му помогне конкретно на здравствениот систем, затоа што тој се бори против пандемијата и спасува животи, а не пиарот на владата.